Да живее Македонија, да живее Република Северна Македонија. 11. јануари, точно една година како Република Македонија замена во историјата и стана Република Северна Македонија, со 81 глас за, пратениците го промени името на државата. Копно гласа 81 пратениците, 81 за, воздржани нема, против нема. Констатирам дека собранието ја донесе одлуката за прогласување на Уставниот закон за спроведување на амандманите од 33 до 36 на Уставот на Република Македонија. Покрај пратениците од владачкото мнозинство за испраќање на Република Македонија во историјата, гласа и 8 пратеници од ВМРО ДПМН, кои подоцна беа исклучени од партијата. Промената дојде против волјата на граѓаните по референдум кој беше неуспешен. Уставот беше сменет наспроти неуспешниот референдум. И каков сака нека го именуваат референдумот. Задолжителен, консултативен, иако е многу чудно да ме консултирате откако ќе склучите еден договор, тоа е со здрав разум се коси, значи, мора да бидеме, да знаеме дека тој не успеа. Се поставува прашањето што Македонија доби од промената на името. Ветувано беше многу, но исполнето речиси ништо, особено на патот на евроинтеграциите, иако и меѓународната заедница, како и домашните експерти предупредуваат дека треба да се работи на внатрешните проблеми. Заев ветуваше дека со промената на името, датумот за старт на преговори за членство во ЕУ бил сигурен. Токму датумот експремиерот го користеше во кампањата за претседателските избори. За него ветуваниот датум првично беше сигурен во јуни, но не го добивме ниту во октомври. Пред неколку часа се вратив од Берлин. Бев на средба со Меркел, со Макрон, со лидерите од Западен Балкан, премиерите на Хрватска, на Словенија, Фредерика Могерини. Нашата заедничка земја конечно отвара поглавја, почнува да преговара. На картата со новото име, Заев дури уверуваше дека имал писмени гаранции дека Македонија ќе добие датум. Ја добивме писмената правно-формална гаранција. Но важно беше да добиеме еден ваков заклучок, кој што верувам утре задутре ќе биде потврден и од Европскиот совет, и сега е само од Советот на министри, од ГАК, е сериозна гаранција за сите нас. Но, подоцна заборави на гаранциите. Јас сум изјавил дека има писмени гаранции. Ако сум зборувал за нешто писмено, е тоа што писмено е вградено во договорите од Преспа, каде што се поглавјата, тука е Европа вградена. Пред една година Македонија го изгуби името на картата дека со тоа ќе добие датум за старт на преговори со ЕУ, но доби само Северна Македонија и студент уш од Брисел, како и промените табли на државните институции, а и парите со кои плаќаме добија преименување. Нови имиња добија и државните и јавните институции. Да живее Република Северна Македонија.